Вие ја гледате нашата емисија Вашиот пратеник. Гостин во оваа емисија Вашиот пратеник е пратеничката Благица Ласовска. Добро дојдовте. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Воедно сакам да поздравам ова ваша иницијатива, емисија, да ги запознаат граѓаните пратениците на еден поинаков начин и од поинаков агол. Така ја замисливме, така ја концепираме. Ви благодарам. Моето прво прашање ќе биде: вие сте магистар по образование и образовен менеджмент. Ве гледаме долго време во политиката, речиси 4 мандати. Ми се чини, не се лажам. Прашањето ми е: можете ли да се навратите неколку години наназад и да не подсетите што работевте? Така е, во право сте. Јас по професија сум професор по предучилишно образование. Понатаму го продолжив образованието со магистериум, магистар по образование и образовен менеджмент, но никогаш не се занимавав со тоа. Тук работев едно 15 години во општина Свети Николе на разни работни позиции. Некаде 2011-12 бев заменик директор на државниот испитен центар, некаде околу година и пол-две, и после тоа 2014 година па се до денес сум пратеничка во собранието на Република Македонија, пратеничка од ВМРО-ДПМНЕ, од мојот град, од Свети Николе, и се разбира ги застапувам интересите на моите сограѓани, но не само на моите сограѓани, туку на сите граѓани во Република Македонија. Можете ли да се присетите како влеговте во политиката? Дали тоа беше во средношколските денови? Почнавте да се интересирате во политиката? Дали тоа беа студентските денови и така натаму? Па видите, тоа е интересно прашање, да. Затоа што жените малце потешко се одлучуваат да влегуваат во политиката. Да. Јас уште како средношколец завршив средна школа во Свети Николе. Тоа време беше, ние сме од тоа време кога имаше средно насочено образование, ако се сеќавате, правен техничар. И татко ми редовно носеше дома илустрована политика и се сеќавам, имаше еден весник Нин. Ги читав, не знам зошто, некое внатрешно чувство да ги читам тие весници, и без разлика дали тогаш како млад човек си разбирал одредени фрази што значат и како значат, но поривот бил појак од мене и сум ги читала тие весници. Инаку како средношколка и како генерално уште од млада возраст најголема пасија ми било читањето на книги, а за политиката конкретно се зачнав во ВМРО-ДПМНЕ далечната 96-та година, но морам да кажам дека најголемо влијание имаше мојата мајка, која што уште пред да се распадне бивша Југославија беше една од жените, ретки беа тогаш, кои што отворено застана зад формирање и основање на ВМРО-ДПМНЕ, тогаш Општински комитет во Свети Николе, и беше како председателка на тогашниот форум, го вика сега Унија на жени, и навистина тоа беше еден поттик, можеби и, како да кажам, фамилиарна генеза, да продолжам по тие стапки. И 10 години бев председателка на Унијата на жени во мојот град на ВМРО-ДПМНЕ. Понатаму бев член на извршниот комитет на Унијата, па станав председателка на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ генерално во партијата, член на извршниот комитет, и се до денеска активно се занимавам во партијата, но и во политиката. Родени сте во Штип, Штипјанка? Само сум родена во Штип, а живеам во Свети Николе. Свети Николе е мојот роден град и град во кој што живеам, градот кој што најмногу си го сакам. Само сум родена во Штип. Секако во Свети Николчака сум, не сум Штипјанка. Така, да. Сите оние семејни вредности, особено во овие помали места, како да ги кажам, имаат многу големо влијание врз градењето на една личност.
колку тоа тие семејни вредности, тие традиции придонесоа да се изградите во оваа личност што сте денес, со оглед на тоа дека што треба да оставиме, да кажеме, на младите? Да, во право сте. И денеска во малите места тие некакви, таа некоја традиција останува. Воспитана сум како предпоставувам дека сите наши генерации со едни такви семејни вредности, нормални вредности, да ги кажеме. Строги родители, можеби мојата мајка имала најголемо влијание во градење на мојата личност и карактер. Во едно семејство кое што е многу трудолюбиво, сме се занимавале и се занимавале и со земјоделие, значи знам што значи да се работи било каква работа и ја ценам таа работа. И тие вредности не само во домот, туку тогаш во моето образование ги пренесувале и професорите. Морам да кажам дека тогаш не беше само образование, туку беше образование и воспитание. Имавме исклучителни професори и во основно, и во средно образование. Еве тука, баш би сакала да ја издвојам мојата класна раководителка, која што ми беше професорка по македонски јазик, која што точно знаеше да извлече од нас она што треба, да не поттикне и да бидеме прво и пред се добри луѓе. Прво и пред се добри луѓе, но и да ги изградиме кариерите врз основа на знаењето и врз основа на скалилата кој што нормално градење на кариера. Да не се изгубиме во морето на невредности. Така да сметам дека во градењето на мојата личност, освен моите родители и семејство, многу имаше влијание и моите професори. Кога рековме семејни вредности, вие сте мајка, сопруга. Каква е поддршката од вашето семејство со оглед на тоа дека мама политичарка и сопруга политичарка може и поретко да се гледа дома? Па да, моите деца се возрастни веќе, но најголемата поддршка ја добивам токму од семејството, затоа што знаете, ако немате поддршка од дома, едноставно оваа работа не оди без поддршка од дома, од најтесното семејство. Јас сум и мајка, и сопруга, и ќерка, и сна, сум живеела и во заедница, живеев. Треба да се грижиш и за родителите, и за родителите на сопругот и децата, и сето тоа бара една добра организација или менаџирање на сопственото време. Сега тука нормално кратиш од сопственото време, но не се жалам. Тоа го правам со задоволство и ќе потенцирам на вистина дека поддршката ја имам безрезервна од моето семејство. Пратиничке Ласовска. Вие сте член во Комисијата за деловнички и мандатно имунитетни прашања. Комисија за социјална политика, демографија и млади, таму сте член. Комисија за уставни прашања, исто така член Совет на Собраниски канал, член Комисија за образование, наука и спорт, исто член. Комисија за политички системи и односи меѓу заедниците, член. Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член. Верификационата комисија, таму сте член. Комисија на Собранието на Македонското собрание за следење на соодветната и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници. Ваму сте заменик член. Исто така членувате во две делегации, делегацијата на Македонското собрание во парламентарниот комитет за стабилизација и асоциација и во парламентарното собрание на Организацијата за црноморска економска соработка. Членувате и во пратенички групи за соработка со парламентите на Хрватска, Словенија, Италија и Јапонија. Гледаме овде една широка лепеза на членства во различни домени. Ве прашувам ова,
Каде се пронаоѓате? Каде можете најдоброто од себе да го дадете за подобра организација, подобро делување, за доброто на државата и така? Само една комисија испуштивте, комисија за политички систем, и таму сум член. Па видете, за еден пратеник не би можела да издвојам, затоа што подеднакво се важни сите комисии и секаде треба да го дадете својот максимум, но судејќи според тоа каде политички действувам во партијата и генерално во општеството, можам да издвојам комисијата за еднакви можности на мажите и жените и комисијата за образование, каде што навистина, иако за жал многу малку се знае во јавноста, дека преку комисијата за еднакви можности и неформалното тело клуб на пратенички во кој што сум исто така членка, квотите на жените во собранието и во советите заради работата на жените во собранието се зголемени и заради таа наша заедничка работа, тука не гледаме, немаме партии, туку сме жени кои што се стремат кон поголем процент на учество на жените во политиката. Тоа би можела да го издвојам нешто како да е задоволство за кое што работам. Исто така и комисијата за образование, во кој што членувам долги години и за која што се надевам дека започнатите реформи ќе ги довршиме и ќе имаме еден образовен систем кој што нема да биде како што е за жал сега, туку ќе имаме едно образование и воспитание како што доликува на една модерна европска земја. Што се однесува до делегациите, имам навистина како председателка на групата за соработка со Хрватска, имаме навистина плодна соработка со Република Хрватска. Не ја издвојувам како поинтензивна соработка, а во ПАПСЕК неодамна бев избрана и за подпредседателка и навистина ми е драго што членувам таму со земји кои што многу малку слушнале за нашата држава и проблемите на нашата држава и особено сум горда што таму можам изворно да ги кажам проблемите, но и убавините на нашата држава и да се слуша за Република Македонија и во земји кои што или не слушнале, или не доволно се информирани за нашите проблеми и верувате тоа со задоволство го правам. Како пратеник, долговникот дозволува секој петок да имате средба со граѓани, но секако дека пратениците секојдневно се среќаваат со граѓани и така натаму. Што на овие средби најмногу посочуваат граѓаните дека им е потребно во нивната средина, во нивното место на живење и така натаму? Па видете, потребите на граѓаните се најразлични и тие не секогаш знаат кои се точните ингеренции на пратеникот, но како и да е. Ние сме представници, тие не избрале тука во овој законодавен дом, во овој орган и најразлични се потребите. Почнувајќи од лични барања, па се до институционални барања, кои што, да речеме, некаде во некоја институција затаиле. Па дури можете да добиете од граѓаните и многу добри идеи дали за некое законско решение, дали за некоја институција, како и да е, се слушаме најчесто, бидејќи јас живеам во мало место, го имаат сите мојот телефонски број, се слушаме и се сретнуваме, многу често и во канцеларија доаѓаат и се трудам на вистина да ги решавам проблемите таму каде што можам. Многу често се и локални проблеми, па тие проблеми ги пренесувам на локалната самоуправа како би можела локалната самоуправа да го реши проблемот на граѓанинот и така некако ги решаваме проблемите се додека нашата држава не направи едно, како да кажам, системско решавање на проблемите. Искрено се надевам дека натаму тежнееме и еден ден и тоа ќе се случи.
Дали може да ни откриете зашто најмногу ќе се залагате до крајот на вашиот мандат со оглед на тоа дека поминаа само една година, остануваат уште 3, доволно време, нели? И кога би требало да издвоите една од нив, по која најмногу ќе сакате да ве паметат граѓаните, што би било тоа? Па да, една година помина, ние имаме програма, со таа програма народот ни даде на вистина голема доверба и целта наша и моја секако е таа програма да се реализира. Пред се и над се борбата со корупцијата и криминалот мора да биде продолжена. Тоа е нешто за кое што ги тишти граѓаните. Економскиот бенефит на граѓанинот, тоа со носењето на разни закони. Сега не е добро да зборувате за себе во некаква, не знам, позитива, но на вистина сум горда и би сакала, еве, да ме паметат моите сограѓани по тоа што работам за државата и не ги гласав договорите кои што национално не обезличија и во тоа сум цврсто убедена дека постапив правилно. Историјата ќе суди кој бил во право, кој не, но јас сум горда на тоа. Тоа беа тешки времиња, големи предизвици пред нас, но ете по тоа би сакала да и како семејство, и како жена, и како пратеничка, а верувам дека граѓаните тоа го ценат затоа што се сретнувам секојдневно со нив, бидејќи тоа е една болка национална на сите граѓани во Република Македонија. Ви благодарам.